Добра ви вечер, драги гледачи. Еве сме во уште една емисија на авантуризам. Мојот денешен гостин е Кристијан Джамбазовски, човек кој го познавам од многу одамна и кој навистина има едно големо искуство во туризмот и би сакала накратко да ни се представиш, да ни ги кажеш сите твои ориентации и како дојде до тоа да уопшто туризмот е нешто што е твој предизвик и животно предобро. Пред се ти се заблагодарам за поканата. Ние навистина долго соработуваме и долго се познаваме. И да направам една да упатам честитка за проектов кој што го имате, бидејќи јас колку што се сеќавам досега не сме имале никој пат емисија посветена исклучиво на туризмот. Разбирам дека можеби гледачите почесто сакаат да слушаат за знаменитости и за убавините на Македонија. Можеби некогаш ќе зборуваме и за други аспекти за туризмот, меѓутоа во секој случај сметам дека тематиката која што се опфаќа би била интересна освен за поширока популација, туку и за стручната јавност која што се занимава со туризмот. Јас, како што рече, од мали нозе го живеам туризмот, така да уште од средно училиште сум насочен во средното туристичко училиште во Скопје. Од таму сум бил на пракса во познатите тогашни хотели, Хотел Панорама и Хотел Континентал, па потоа продолжив и натаму со високото образование, магистратурата, докторат. Бев дел и од факултетот за туризам како наставен кадар во Штип. Понатаму имам мало искуство и во системот на туризмот. Во моментов сум на позицијата подпредседател во Националната асоциација на туроператори и туристички агенции на Македонија и член на Сдруженијето. Директор на Агенција за промоција. Бев и извесен период и директор на Државната агенција за поддршка и промоција на туризмот, така да може да се каже дека јас севкупно го живеам туризмот. Воедно во меѓувреме, освен што нашата фамилија се занимавала и со други бизниси и се занимава, моја лична определба е туризмот. Се занимаваме со хотелиерство, помал семеен хотел кој што го управуваме во центарот на Скопје и туристичка агенција. Доволно за да се каже дека си искусен туристички работник и дека тематиката оваа вечер ќе ни биде, верувам, интересна и за сите гледачи. Во суштина да почнеме од тоа што е туризам и што Македонија прави со туризм. Ова е едно одлично прашање, иако вака делува навидум како општо прашање, но тоа е клучното прашање, бидејќи туризмот има два аспекти. Едниот е оној кој што е корисник на услугите, односно туристот, и другиот аспект оној кој што е позади услугата, производителот во туризмот. Затоа туризмот во светски рамки и се нарекува индустрија, бидејќи тоа производство е многу комплицирано, еден сложен процес од спој на многу елементи за да се стигне до туристички производ. Тој туристички производ потоа го гледаат туристите. Меѓутоа, овој сложен процес е една индустрија која што во светски рамки представува една од топ индустриите, топ 3 индустрии во светот, а можеби и прва, доколку не беше ковид кризата, најверојатно и ќе беше прва. Секако, во моментов генерира повеќе приходи туризмот, отколку што генерира нафтената индустрија. Тоа самото по себе е показател за каков економски сектор станува збор. Овој економски сектор ангажира огромен број на работна сила и овој економски сектор, од овој сектор имаат бенефиции многу територии, што значи дека со препознавање би имало голема дисперзија и рамномерен економски развој би можело да се обезбеди. Што би значило тоа? Балку би сакал да посочам во бројки. Например, држави кои што имаат фокус врз туризмот и имаат воспоставено систем кој што е одржлив во туризмот, генерираат преку 3000 евра по глава на жител од туризам годишно. Што само за илустрација, во Македонија по глава на жител генерираме 200 евра од туризам, што е многу малку. Најмалку во Европа.
и доколку се споредуваме со околните држави, кои што исто така не бележат многу добри перформанси, ние заостануваме многу зад нив, односно веќе немаме со кого да се споредуваме во однос на перформансите во туризмот и туристичкиот промет, што е големо разочарување. Ако имаме во предвид дека туризмот во светот како индустрија генерира милиарди, зошто да не биде тоа случај и кај нас? Јас секогаш велам дека Македонија може да живее од туризам. Зошто не дојаќе? Во најмала рака, она што може да го направи Македонија е да го анулира трговскиот дефицит од 3 милиарди евра. Меѓутоа, во моментов, уште би сакал да посочам за појасна слика, една Хрватска, некој ќе рече Хрватска има море, меѓутоа станува збор за други природни карактеристики, меѓутоа 60% од ноќевањата доаѓаат од натрешноста на Хрватска и генерираат 15 милиарди евра вкупно, што изнесува 3750 евра по жител на државата годишно. Тоа е износ кој што е повисок од оној на Шпанија. Во Шпанија е 3000 евра по жител од туризам годишно. Тоа се страшни перформанси. Обично кога ќе се спомне Шпанија се мисли како нешто што е туризам. Некој ќе каже, Хрватска според податоците е најтуристичка држава во Европа. Значи најтуристичка Европа по сите перформанси. Некој ќе каже не е добар избор Хрватска за споредба, меѓутоа веќе земе Словенија. Што станува таму? Преку милион ноќевања имаме само во комерцијални ноќевања, само во планинарски домови, замислете. И тоа покажува дека има една добра дисперзија, една раширеност во понудата. Таа раширеност во понудата носи до голем број на ноќевања, но голем број на општини. Ние за споредба имаме слаби перформанси, односно имаме процентуална пополнетост на нашите капацитети сместувачки од 25%. Тоа е просекот. Иако не може да се каже истото за Скопје, Скопскиот регион и за југозападниот регион. Меѓутоа, кога ќе земете просекот, ако правите еден бизнис план, ќе се посомневате дали е добро да инвестирате во туризмот. Од тој аспект гледано, со овие перформанси, ние не сме во можност да присуствуваме како конкурентна дестинација на меѓународниот пазар на туризмот. Сега рековте зошто ние што треба да направиме и зошто бележиме такви перформанси. Има навистина многу причини зошто, но една од главните причини зошто е заради непрепознаеност на туризмот. Туризмот како економски сектор мора да биде прво препознаен. Значи, ако имате наоѓалиште на нафта, треба да го најдете прво. Сега ние го имаме ние го имаме туризмот. Меѓутоа мора да биде виден. А од кого би требало да биде виден, ако не од креаторите на политиките? Значи, од оние кои што ги креираат политиките. И тука натаму веќе можеме да дојдеме до другите чекори кои што треба да се превземат. Меѓутоа, обврска на прво место, главна обврска на државата е да обезбеди пазар за капацитетите кои што ги има, односно за моменталната понуда со која што располага. Тоа би значело да оној процентуален оној процент на пополнетост се покачи и да стигне барем на она што е просек во Европа. Просекот во Европа е над 50% пополнетост на сместувачките капацитети. Дали не знам како да го формулирам тоа, дали луѓето кои се во туризмот, кои нешто треба да генерираат во основа, се повеќе луѓе од политика отколку од струка. И дека е можеби тоа еден од проблемите што туризмот не е ставен на вистинско место. Дали мислиме тука на државните служби кои треба да ја креираат таа политика? Гордана, тоа е едно прашање кое што пред се допира
пак назад до препознавањето. Доколку се препознае туризмот, тогаш и системот на туризмот би се поврзал, односно би представувал една целина по вертикала и по хоризонтала. Што би значило тоа? На микро, макро и мезониво поврзаност вертикална и хоризонтална поврзаност, која што во моментов ја немаме. Така како што во моментов сме поставени, има едно фрагментирано делување, растуреност по различни институции во кои што се случува туризмот да ја нема вистинската адреса за обраќање. Например, ние како Сдружение за туризам и како Национална асоциација на туристички агенции, особено дојде до израз во време траење на ковид кризата, упативме бројни барања, предлози до различни институции. Меѓутоа, во случајов една институција е одговорна за планирање и организација, Министерството за економија, друга институција за промоција и поддршка и ред други институции за други прашања од областта на туризмот. Кои не се поврзани. Така да се случи да има еден парадокс во кој што во нашите дописи, дури помалку звучи смешно, да наредиме 10 адреси упатено до барање упатено до владата, до до кабинетот на премиерот, барање до Министерството за економија, до копие до Министерство за труд и социјала, до Државна агенција за промоција и поддршка на туризмот. Значи, на прво место тој систем мора да биде поврзан и сите прашања од областта на туризмот да преминат под еден покрив. Тогаш туризмот би ја добил својата адреса. Во спротивно, и кога се случува да има добри кадри, тие не можат да одговорат или немаат доволно овластувања за да одговорат на предизвиците со кои што се соочуваме. Нас тоа ни е јасно, го гледаме, меѓутоа очекуваме дека ќе се заземе реформски курс во кој што сите овие прашања би се ставиле под еден покрив како би можеле ние да работиме на Македонија како дестинација понатаму. Колку е направено од туристичката фела да нешто повеќе од ова се направи? Јас имам впечаток дека се стои така и дека едноставно некој очекува да го реши некое прашање кое у суштина сите ги погаѓа. Во основата е системот. Во основата е системот на туризмот. Тоа е тој што ги поврзува сите и она што го спомнав, по вертикала и по хоризонтала. Тука би требало да се интегрира и стопанството. Односно, преку експертски тела да партиципира во носењето на решенијата, во однос на дестинацијата особено, па и во однос на регулативата. Имајќи во предвид дека нашата регулатива има потреба од адаптација со европската регулатива, како би се дошло до овој по-малку гафови, односно подобра контрола во дејноста и би се постигнала подобра конкурентност во производството. Колку ми е познато, општините секоја за себе има сектор туризам кој некаде работи, некаде само стои на папир. Колку е таа поврзаност на тоа по мене основата на државата, секоја општина има свој тек на развој, план на развој, луѓе кои треба да тоа го работат и да тоа биде поврзано до најголемиот врв. Точно така, тие треба да излегуваат од локално ниво со оглед на ситуацијата на терен, во моментот кога се формираше Државната агенција за туризам, се согледа дека нема доволно структури на локално ниво. Затоа се потребни политики, а тие политики можат да се спроведат исклучиво преку еден поврзан систем и никако поинаку. Меѓутоа, тоа не значи дека ние сега не треба да имаме иницијатива од долу нагоре. Во моментов поставеноста на институциите е со законска регулатива. И таа вели, ние имаме ваква институција за промоција, ние имаме за планирање и организација и стратегии министерство. Тоа министерство, меѓутоа, не е наведено никаде експлицитно на кој период ги прави тие стратегии, и дали може некоја друга институција да се занимава со истите прашања. И со тоа се доаѓа до одредена мултипликација во одговорностите, каде и други министерства и институции прават стратегии или конкретно подстратегии и стратегии
за туризам без партиципација на одговорното министерство. И тие се прашања кои што веројатно во периодот на преговарање кој што ни следува ќе се изнивелираат, односно ќе се регулираат. Но не одговорив на клучното прашање. Сите учесници на локално ниво од угостителството и туризмот практично се еден локален совет. Тој локален совет натаму делегира своји учесници во регионалниот совет. Регионалниот совет понатаму би требало по таа вертикала нагоре да регулира своји учесници во националниот совет. И така може да биде отсликана понудата која што треба да се најде на меѓународниот пазар на туризмот. Тоа може да ја отслика и промоцијата, односно брошурите за промоција и така натаму. Меѓутоа, во моментов имаме највисоко тело, кое што е Национален совет, а надолу практично имаме една празнина. Едно решето и кое... тоа значи дека нема функционална целина, од каде што би требало да произлегуваат тие идеи и на крајот да добијат една цела физиономија, односно конечен изглед. Меѓутоа, треба да се поработи многу сериозно во наредниот период и да се сработи со она што го има. За да се формираат барем оние регионални, така популарно наречени Destination Management Organization. Односно, тие се организации кои што се одговорни за определен регион. И туризмот веќе и така и статистички се обработува регионално. Кога ќе кажеме за Македонија и за туризам, дефинитивно доаѓаат во прашање Скопје и Охрид. На некој начин тие се нешто што е понуда туристичка. Македонија има навистина многу места, многу можности. Ја не сум видела ни во една програма или на некој сајм да е представен одреден дел од Македонија кој оваа година ќе го промовираме и ќе ги понудиме тие можности. Да, тоа токму поради овој недостиг на таа структура доаѓа и до недостиг на соодветни информации нагоре. Тогаш кога би била таа структура целовита, тогаш би доаѓале повеќе информации и би зеле учество повеќе територии. Меѓутоа, паралелно на овој процес, мора да размислуваме и на програми за поддршка, односно дисперзирање на туризмот низ територијата. Тоа е еден подолг процес. А под нашата обврска е да обезбедиме пазар, односно туристи за постоечките актери. Хотелите да бидат со зголемена пополнетост, туроператорите да имаат повеќе странски клиенти, туристичките водичи да имаат повеќе групи, рестораните да имаат повеќе гости. Кадарот кој е во туризмот, во образованието, е на некој начин доста голем по мои сознанија. Излегува доста кадар, колку тие се наоѓаат на пазарот да едноставно бидат вреднувани и да може да се бават со тоа што учеле. Така. Ова прашањето предпоставувам оди во насока понатаму на услугата. И со каков кадар ние се соочуваме, кое што е навистина горлив проблем. И кога ќе погледнете колку произведуваме кадар, не би требало да го имаме тој проблем, бидејќи имаме во доволен број и средни стручни училишта, а и факултети за туризам. Што значи тоа? Тоа значи дека ние би требало да располагаме со доволно стручен кадар во туристичкото производство на сите позиции. Меѓутоа, се случува да ние не сме во можност тој кадар кој што произлегува како готов кадар да го ставиме во функција на економијата. И тука веќе се јавуваат повеќе потешкотии. Оттаму произлегува и можеби неконкурентното или недоволно конкурентното производство, па понатаму можеме често да слушнеме од нашите граѓани дека биле некаде во странство, па нашите капацитети не можат нели соодветно да одговорат и да се носат конкурентно со услугата. Меѓутоа, тоа е еден покомплексен проблем. Од една страна, тешко со овој процент на пополнетост може да се обезбеди да се обезбедат поголеми доходи, што е пак причина за одлив
и повеќе луѓе да бидат поработени. На стручен кадар, а ние се соочуваме повеќе пати со таков одлив. Меѓутоа, за да не ја загубам мислата, да се навратам само на образованието. Образованието е клучен момент, бидејќи тоа е планирано и предвидено да ги задоволи потребите на стопанството, односно на секторот. Во случајов, ние многу мал процент од она што излегува како готов кадар успеваме да задржиме. Едната причина е тоа што еден дел не работат во туризмот, бидејќи не се употребливи во функција на економијата, а еден друг дел веднаш како готов кадар заминуваат во странство. Ние за тоа како здружение и како асоциација упативме бројни предлози во време на ковид кризата, бидејќи тогаш беше најостро изразен одливот на стручен кадар, дури имаше и преквалификација на кадри, значи во НСС кадри кои што се во кујна и во соби или на рецепција, има и кадар кој што е во одржување, тој прв си го најде своето место во градежништвото или во други сфери. Дефинитивно е работата да кадар ни се одли во други држави, најблиску, затоа ја спомнавме Хрватска по успешност, бидејќи најмногу нуди од регионот. И практично тој добар дел од кадарот во туризмот во Македонија е одлеан надвор. А потаму, подоцна, откако малку се стабилизира секторот и делумно се пополнија местата, се соочуваме со втор таков бран на одлив на кадри, бидејќи многу активно работат странски агенции кои што прават берзи на трудот. Она што ние треба да го правиме, го прават други држави. Она што ние би требало да го сториме уште во текот на образованието и да ги распоредуваме оние кои што сметаме да ги употребиме во функција на економијата по стопанските субјекти, да ги обучуваме дополнително и обврзуваме или да дадеме понуда на специјално организирана берза на трудот за туризмот, како веднаш би ги превзеле и ставиле во функција на економијата, го прават други држави. Не ми е јасно зашто ние немаме берза на трудот. Од една страна, основната обврска која што е на државата да најде пазар за понудата, таа е обврска на сите држави. Не ја измисливме ние. Дефинитивно. Овде или сега да се обвини веднаш стопанството дека бара преку леп погача, народски кажано. Не. Таа е обврска на сите држави. И сите се борат за да обезбедат пазари надвор, да пробијат нови пазари надвор. Например, една Албанија која што не фигурираше во статистиките на Евростат. Не фигурираше, верувајте, во статистиките до пред 5-6 години. И сега ја гледаме пред нас во некои 7-8 места во тие статистики, каде што ние заземаме последно место, разочарувачко последно место. Меѓутоа, од друга страна, се тоа што претходно го кажавме може да биде и одредена предност, бидејќи ние имаме една можност да го обликуваме туризмот без грешките кои што ги направија другите во развојот на туризмот, што е исто така една добра, еден добар момент барем во сите негативни кои што ги спомнавме. И јас искрено се надевам и очекувам дека во наредниот период ќе го препознаеме туризмот, односно оние кои што се креатори на политиките, ќе го препознаат како наоѓалиште за нафта и ќе го намалат трговскиот дефицит на Република Северна Македонија. Јас се надевам дека ќе биде така, мада некако сум уверена дека кај нас туризмот е сватен како промоција, што е исто така многу лошо, бидејќи вие нудите нешто за што не сте подготвени соодветно да го може би и го има тој момент, но промоцијата, намената на промоцијата е всушност да обезбеди пазар за понудата. И сега, паралелно со процесот на промовирање, оди процес на планирање. Дефинитивно. Тој процес на планирање, ако го немаме, тогаш остануваме на она што е постоечко, како понуда. А ако тој процент е мал на пополнетост на сместувачките капацитети, ако водичите имаат малку групи,
Ако хотелите седат празни. Во еден таков случај доаѓаме до една дилема дали и вреди да се инвестира во туризмот. А секако вреди. И тоа доказ за тоа се неколку региони во Македонија кои што имаат добри перформанси, ако ги иземеме од остатокот, и зошто да не го отсликаме истото и во другите територии на другите региони. Зошто да немаме наместо 24.000 хотелски кревети, зошто да немаме 100.000? Но тоа е она што го рековте, дека се сваќаме само како промоција. Односно, дури би рекол... Не само се сваќаме, се нудиме само како промоција, што е уште полошо. Дури би рекол, дури ни како промоција, туку како рекреација. Како таква слика преовладува, или барем тоа е мојот впечаток. Доколку не се свати како таков економски сектор, очајно ќе ги гледаме статистиките и ќе се споредуваме со држави за кои што веќе не сме ни во споредба. Можеме да ги земеме која и да избереме, па дури и Босна и Србија. Значи, бележат најмалку двојни перформанси не во однос на вкупна бројка, туку во однос на приливи по жител од туризмот. Значи, ако ние имаме 200 евра по жител од туризам, приход годишно, Србија има 500 евра по жител од туризам годишно. И тука се остануваме многу. Ако се споредуваме пак со Словенија, Словенија има 160.000 кревети. И тие се распределени низ територијата. Спомна пред малце дека планинарските домови се кај нив полни. Ние имаме еден куп кои веќе замираат и едноставно не функционираат како такви и никој не мисли дека тоа е дел кој може да биде разработен. Напоменувам само како еден сегмент. Многу често во моите разговори го спомнувам едно мало градче кој успеа само од себе да заживее, тоа е Кратово. Господинот Стевче купи една куќа, ја опреми и нон-стоп е полн со гости, нема многу соби, меѓутоа не е проблемот што тој го успеа да заживее. Го заживеа градот едноставно со своите убави приказни, со своите желби да се отвори со срце целиот тој град, и тој почна да функционира и да се едноставно заживува без многу интервенции. Значи не е само желбата да генерално сметам дека ние немаме туристичка политика на тоа што треба и како треба да го. Да, како што реков, во моменталната поставеност тешко е тоа да се обезбеди и тоа би требало да стане еден од приоритетите, односно првите предизвици со кои што ќе се соочи институција под која што би потпаднале сите прашања од областа на туризмот. Значи не сугерираме која, меѓутоа треба под една да потпаднат. Сега слушаме, нели, има различни веќе предлози, па дали да било, гледаме во програмите веќе партиите ги вклучуваат, дали да било во култура, дали да било во екологија, да припаѓал туризмот во економија и така натаму. Меѓутоа, тука треба да се земе во предвид и влијанијата кои што ги има туризмот и зошто туризмот во одредени држави потпаѓал под такви институции. Значи имаме од нашето обкружување примери каде што припаѓал во култура целиот ресор, па подоцна ја промениле својата одлука, бидејќи не е основната идеја со ставањето на целиот ресор во таа институција да се промовира културата повеќе, туку да се заштити повеќе културата. Ние самите од себе не можеме да ја заштитиме, не од туристите. Значи, едно од негативните влијанија на прекомерно развиен туризам е оштетување на културното наследство. И оттаму произлегува дека одредени држави тој сектор го ставаат кон тие институции како би го заштитиле своето културно наследство, а не како би го промовирале повеќе, бидејќи не пречи ништо и сега да се промовира колку сакате културата на Македонија. Другото негативно влијание е природно. И затоа одредени држави кои што имаат прекомерно развиен туризам пак го ставаат кон
кон животната средина, за да се заштити животната средина, како би се заштитило обкружувањето на локалното население. Ние се уште го немаме поставено туризмот на доволно високо ниво, за да размислуваме да биде на различно место од таму каде што во моментов делумно припаѓа во економијата, како би се превземале политики кои што би го поттикнале развојот на туризмот и би обезбедиле рамномерен економски развој и бенефици на повеќе општини. Барем 2/3 од општините во Македонија имаат можност и добар потенцијал да живеат од туризам. Одличен пример е овој што се спомна. Сократово, кој што произлегува, како што разбрав, само иницијативно. Втор пример за истово е Крушево. Со еден проект практично за параглайдинг, речиси целогодишно градот живее. И сето тоа е доказ дека мораме тогаш да го прифатиме и признаеме туризмот како економски сектор, односно индустрија која што ќе обезбеди минимизирање, односно анулирање на оној трговски дефицит со кој што Македонија долготрајно се мачи. Јас долго време зборувам и мислам дека е тоа недоволно, а најбрз начин да се искористи тоа е храната. Ние сме богати нема место кое нема свој специјалитет. Дефинитивно, ако земеме дека нашите тури се со едно исто јадење во сите градови, а имаме своји специјалитети кои не знаеме да ги понудиме, е нешто што кажува дека недоволно се ориентираме кон тоа што го имаме, да знаеме да го новчиме, што е основната работа на туризмот. И повторно се навраќаме во кадарот со сето тоа. Бидејќи без соодветна обука нема како да се испорача. Дефинитивно. Таква услуга. А таа услуга е додадената вредност. Во туризмот тоа е она што го нарекуваме додадена вредност. Од друга страна, јас еден извесен период бев советник за туризам во Јасен, кој е заштитено подрачје. Македонија е многу богата со биодиверзитет. Мене ми доаѓаа луѓе со книги и сака да го види одредено растение или одредена пеперутка или животно, бидејќи знае дека само тука го има. Ние исто тоа не знаеме да го искористиме дефинитивно како нешто што може да биде добра туристичка понуда и да едноставно од тоа просперираме како држава, како можност на нешто што го имаме, а го нема никој во светот, да не подигне на едно повисоко ниво. Пак е тоа дефинитивно нешто што е проблем кадар. Апсолутно. Сите овие прашања за кои што во моментов разговараме, допираат до еден и ист проблем во својата основа. И затоа немаме доволно информации кои што стигнуваат до она национално тело кое што треба да се занимава и одредува програмите за туризам. Доколку сите информации стигнуваат таму и секако се разбира дека ако заклучоците од тоа тело исто не се валидизираат понатаму, исто така немаме успех. Меѓутоа тоа веќе е прашање кое што е до изборот на кадар, кое што го начна во почетокот. Изборот на кадар, да, тој е обврска и избор на партиите, политичките партии. И во моментов има некои позитивни промени за кои што сум запознаен, да се надеваме дека очекувањата кои што ги имаат и колегите од секторот ќе бидат исполнети. Времето не одминува. Јас би сакала една тематика која е на некој начин твој дел и струка, тоа е хотелиерството. Така. Мене не сум имала разговори до сега со никого од учесниците. Хотелиерството е еден сегмент од туризмот кој е многу битен, за кој сметам дека недоволно се грижиме и недоволно правиме да биде она успешна приказна на туризмот во Македонија. Специфична материја во секој случај, но е една од клучните компоненти во туристичкиот производ, без која не можеме да генерираме големи бројки во туризмот. Една од основните задачи на еден од менаџерите е да направи солиден систем внатре во
хотелот. Тоа што подразбира прецизен избор, соодветен избор на квалификуван кадар. И гледате како се поврзани сите прашања, како се поврзуваат. Доколку не можете да стигнете до тој квалификуван кадар од хикс причини, закаснувате и со производството. Односно, вашиот производен капацитет е намален и не може да одговори на поголеми побарувања. А во таков случај страда и квалитетот, односно конкурентноста. И ние оттаму се соочуваме со потешкоти за пласирање на меѓународниот пазар. Еве тука би земал во предвид конференциски услуги, пример деловен туризам. И не можат сами стопенствениците да направат пробив на надворешни пазари доколку не се прави тоа со поддршка на државата. Нема како ние во 2000 настани кои што ги има во Балканов во годината да партиципираме со нашата понуда и да добиеме доколку немаме добра поврзаност, доколку имаме бројни потешкоти, потешкоти во проводноста на границите, потешкоти во инфраструктурата и пристапот на градовите, лоша статистика која што дава грешни информации каде треба да има паркинг, каде не треба да има паркинг. Замислете вие сега ние да имаме една огромна конференција, да речеме и да се потполнат во Скопје тие капацитети, а немаме платен паркинг за автобуси. Па дефинитивно се покажа таков сличен проблем сега при ова конференцијата што беше во. И тоа се работи на кој што мора да се обрати внимание и за кој што во иднина ќе се подига гласот. Иако се праќани до сега предлози, некако завршуваат нетретирано тие предлози. Ние имаме разбирање за периодот низ кој што поминавме, меѓутоа мислам дека веќе е време да се има разбирање и за развојот на економијата. Дали можеш да ми дадеш еден преглед на туристи кои доаѓаат во Македонија, по полнетос рече дека хотелиерството е некаде со 25% и зошто тоа не е на некое повисоко ниво? Па пред се буџетот кој што е определен за пробив на пазари и одржување на традиционални пазари е навистина премал. Не сум сигурен ни дали е 1 евро по турист. Не ме фаќате за збор, меѓутоа не сум сигурен ни толку дали изнесува, многу е мал, тој не може да биде толкав. И тој буџет кој што е определен за промоција на државата е премал дури и за една фирма. Не па за промоција на дестинацијата, така да треба да му се даде шанса на тој начин и не можат да постигнат успехи тие кои што го управуваат, се поставени на таа позиција. Треба да се даде шанса да се покажат и тие кои што се поставени на таа позиција и да им се даде пристоен буџет кој што би овозможил присуство и видливост на дестинацијата. Во спротивно, не може да се подигне свеста за постоењето на дестинацијата и ние нема како да се носиме со конкуренцијата. Јас Македонија инаку ја гледам како дестинација која што во догледно време би била со 100.000 хотелски кревети, која што би ангажирала голем број на работна сила, би ја постигнала највисоката цел задржување на населението, би успеала да постигне подобар економски рамномерен развој низ територијата, низ својата територија, а со тоа би генерирала и 9 до 10 милиарди евра во националната економија. Јас сум во туризмот преку 50 години, искрено се надевам секогаш дека тоа ќе се оствари, меѓутоа навистина не успеваме да функционираме. Тоа е основното нешто што мене ми е неразбирливо и несватливо. Не можеме да почнеме или да пркнеме напред. Посебно за човек овој кој што толку долго е во туризмот, а ние сме од туризмот вечито оптимисти и постојано борци и се бориме за подобро, бидејќи туризмот секогаш носи една ведрина. Дефинитивно. Го спомнавме Кратово и Крушево, тоа носи ведрина, носи подобар стандард, комуникација, па има и своја политичка функција во тоа што прави извоз на реклама за дестинацијата, за местото. Значи, самото тоа е рекламирање на дестинацијата. Присуството на туристи во државата прави посебна врска
со државата од каде што туристите доаѓаат, односно од иницијативната сфера. Дали во глобала долги години си во туризам, дали не бројот на гостите кои доаѓаат од разни држави е на некој исто ниво или има повеќе интерес на држави кои до сега малци ја знаат Македонија. Секогаш меѓу едните од прашањата ми е како реагираат луѓето кои доаѓаат од странство во Македонија и колку ја знаат Македонија. Реакциите вообичаено се позитивни, меѓутоа тоа не мора да значи дека е добро, во случајов дури тоа е одраз на неинформираност или лоши очекувања. Многу често се соочуваме со ситуации каде што се пријатни и изненадени заради тоа што очекувале некоја хаотична слика, похаотична отколку што е, а ние би можеле сето тоа да го направиме да изгледа многу поинаку. Се разбира, земајќи ги предвид и бројот на знаменитости и потенцијал кој што го поседуваме, природните фактори и така натаму. И повторно ќе дојдеме до еден проблем кој што е генерален. И тој генерален проблем ние не можеме некако да го надминеме се до оној момент во кој што или ние ќе одлучиме да самостојно како држава го консолидираме или ќе чекаме на преговорите од Европска Унија да во тој тек на преговори сите овие прашања се решат, бидејќи сите овие прашања ќе бидат во бенчмарковите. Не научивме ништо од другиве држави. Слабо изгледа слабо учиме, тешко учиме и лесно забораваме. Најверојатно е така. Бидејќи тоа го потврдуваат бројките. Ако погледнеме и споредиме дека држави кои што ги немало во статистичките прикази се многу пред нас, мислам тоа е навистина очајно. Ако имале некои држави и по 40-50 туристи на глава на жител, ние имаме 1-0. Низ годините кои поминале имам чувство дека туризмот не се сваќа сериозно како нешто што е бизнис со кој може да се просперира и да се живее. Дали е тоа погрешната приказна што ја водиме или е едноставно неспремноста да ние се понудиме туристички, навистина не ми јас. Оние кои што се занимаваат со туризмот долго, тие секако го разбираат како што и јас и ти, Гордана, го разбираме. Тоест како многу сериозен економски сектор. И оттаму излегува разочараноста. Меѓутоа, времето покажува дека ако ние 30 и повеќе години не сме успеале елементарни прашања да решиме, значи онаму каде што се креира политиката, се гледа поинаку на туризмот или се гледа како на една добра рекреација и забава. А тоа не е економски сектор. Туризмот е економскиот сектор. И бројките на светско ниво, ако не се доволно убедливи, тогаш навистина не знам што би било убедливо. А имаме веќе примери кои што се потврдени, кои што се од 0 до 100 дигнати. Грубо речено, колку луѓе работат во туризмот? Дали имаш некоја информација? Грубата информација е дека 30.000 луѓе се ангажирани во секторот од туризам и ugostителство. Но тоа би можело да биде бројка која што би била повеќе кратно зголемена, особено ако се дојде до бројка на лежаи до 100.000, која што би ни била норма да би биле блиску, не колку оние држави кои што ги спомнавме, барем блиску до она што го има Словенија. Словенија има 160.000. За жал нашиот термин измина. Ќе мора некој друг пат да се договориме. Веројатно има многу да си поприкажеме. Дефинитивно.